Иако на почетокот на октомври есента за кратко покажа заби, деновиве можеме да се попалиме со пријатна температура, што секако е причина повеќе да го искористиме периодот за да излеземе надвор од домашниот амбиент. Ова е прилика и поинтензивно да се работи на бројните проекти за изградба или за реконструкција на инфраструктура, која што има цел да го олесни животот на криопаланчани, а во тоа можевме и лично да се увериме на терен. Имено, како дел од својата востановена пракса, градоначалникот Арсенчо Алексовски излезе во обиколка на дел од многуте инфраструктурни запати, кои се во различна фаза од изработка. Потреба за интервенција има постојано и на многу места. Меѓутоа разбирливо е дека не може да се стигне секаде и се одеднаш. Сепак објективна е оценката дека последниве години се вложува доста, а сведоци на една таква градежна офанзива сме и деновиве. Првиот човек на градот тргна од населбата Трештендол, каде што веќе некое време се работи на пополнување на ударните дупки. Сушност, ова е само една локација на која се реализира проектот за санирање на повеќе важни сообраќајници пред се во потешко пристапните реони од градот, како населбите Баглак, Трештендол и Лозаново, но и во централното градско подрачје и на други места во општината Крива Паланка, каде што проблемите од овој вид се поголеми. Алексовски нагласи дека така нареченото асфалтно крпање на ударните дупки е дел од проектот со кој веќе беа реконструирани две улици во населбата Белево и делниците Ристена Гогова и Македонска во Баглак. Во меѓувреме беше завршено и платото пред хотелот Турист, а деновиве во тека интензивната реализација на новите планови, која уследи по подготовката на деловите од патиштата кои се санираа. Меѓу другото, по подолг период чекање интервенирано и на училишното игралиште во Жидилово, патните правци во селото Луке, а во градот покрај улицата Радко Минев. Ке се работи и на делниците Гоце Делчев, 8 октомври и на сообраќајниците во централното градско подрачје. Алексовски истакна дека е задоволен од темпото на реализација и од квалитетот на сработеното. Може да кажам дека оваа година вршиме два пати крпење на ударни дупки. Оваа година во текот на месец март, односно веднаш по изборите, се закрпе дел од ударните дупки во Крива Паланка и еве сега почнуваме со крпење на ударните дупки. Најпрво се скрпени ударните дупки во село Луке, потоа во рамките на оваа програма ставен нов слој на асфалт во училиштето во село Жидилово и еве сега се крпат ударните дупки по градските населби. Моментално се наоѓаме на улицата Радко Минев, населба Трештендол, како ние што го викаме, и мислам овдека беше во катастрофална состојба патот, овдека заслужуваше да се изврши една интервенција. Се интервенираше на поголем дел од патот, така да некаде каде што беше многу оштетен асфалтот се менуваше и цело платно се ставаше и мислам дека во секој случај доста е подобрена состојбата на овој пат. Во план сме да се изврши крпење на ударните дупки во населба над житни магазин на улицата Гоце Делчев и по градската улица, по главната улица да се интервенира онаму каде што треба и ќе видиме сепак каде што има потреба уште на некои покритични места каде што имаме поголеми отворени дупки да интервенираме се со цел да ја пречекаме зимската сезона и за да не би се во текот на зимскиот период од солот уште повеќе проширено. Да се отвори. Значи ова е навистина обемна интервенција која изведува и средствата од кои што се Значи ова се изведува од буџетски средства, изведува фирмата Лабино Трет, општината распиша јавен тендер. Се јавија 3 фирми на тендер, учествуваа на јавно надавање, доби фирмата Лабино Трет и тие ја извршуваат оваа работа. Одовде се префрлитме до најблиското градилиште, на патот кон населбата Лозаново, каде што се работи на премостувањето на така наречениот Куковдол. Ова е активност која е дел од проектот за подобрување на услугите во општината, со која меѓу другото се асфалтираат 9 улици. Повеќето од нив се веќе завршени, а како што можевме да забележиме и споменатиот мост во напредна фаза. Некаде пред финализација е и работата за изградба на каналот во населбата Белево, на така наречениот Белевски порој, презадоволни од подобрената слика на овој дел од градот, и жителите, но и Алексовски. Искрено кажам, јас сум многу задоволен од сето она што е направено во оваа населба, од начинот на кој е регулиран самиот Белевски дол и од тоа што еве добивме две сврзници на овој дел, два пата од едната и од другата страна на долот. Мислам дека жителите од оваа населба се задоволни затоа што многу им е подобрен пристапот до нивните домови, многу е подобрена комуникацијата со главната улица. Останува веќе да почнеме да размислуваме и за асфалтирање на овие делници од едната и од другата страна на долот. Она што ни останува е да го решиме мостовското решение околу
префрлувањето од едната страна на другата страна на долот што ги поврзува со населбата Мечковци и треба да видиме во однос на оној дел на сметките колку средства се потрошени и на кој начин, затоа што ние направивме интервенција во согласност со надзорот и во согласност со Министерството за животна средина, затоа што беа предвидени зидови со така наречени сувозидини, со оглед на тоа дека видовме дека такво нешто е неизводливо и нема да трае долго, одлучивме заедно со Министерството и заедно со надзорот тоа да го смениме и да биде направен камено-бетонски зидови, кои и сами гледате дека се многу добри, а за останатиот дел, значи нема да биде 1000 метри како што беше предвидено, со 950, ќе намалиме тоа сето на 500 метри колку ќе биде. За останатиот дел ние ќе аплицираме во некој друг повик. Се насе овде до кога се очекува да се завршат работите? Па според задолжението што го имаме од Министерството за животна средина, до 12 декември мораме да ги завршиме заедно со финансискиот дел сите овие работи, значи градежните активности треба да завршат до крајот на ноември. Значи до крајот на ноември овдека треба да биде завршено се. Јас искрено кажано се гордеам со самиот овој дел што го направивме, со овие комуникации што се овозможија, нови патишта, излегуваат 2 нови прекрасни патишта. Така да, мислам дека дојде како еден разубавен дел на градот и една прекрасна населба. Дека споменатиот проект за изградба и реконструкција на 9 кривопаланечки улици се одвива со несмалено темпо, докажува и фактот што токму на денот на обиколката се асфалтираше улицата Осоговска. Ја посетивме заедно со раководителот на одделението за изградба во општината, воедно и менаџер на проектот, Никола Граматиков. Изградбата на улица Осоговска е една од посложените за изграда, бидејќи офаќаше 2 крака, кои што се практично според проектот една целина, во должина од 518 метри, кој што беше првобитно планирана. Меѓутоа, по инсистирање на самото население, во соработка со општина Крива Паланка, како и со надлежните од Светска банка, успеавме да издействуваме да биде продолжена должината на улицата, така да 2 крака се продолжени и вкупното продолжување некаде уште околу 70 на метри. Исто така, при изградбата на улицата, покрај тоа што е изведена комплетно атмосферска канализација на целиот дел, па и на оној дел што е накнадно дозволен и кој што ќе биде исто така изградени се и неколку подпорни ѕидови, кои што се значителни објекти, па има и еден подпорен ѕид кој што е на ново додадениот дел, така да мислам се работи за една покрупна инвестиција во рамките на севкупниот проект за изградбата на 9 улици и мост. Меѓутоа сето ова сепак се прави во соработка со населението, по барање на населението и мислиме дека сега кога веќе имаме можност тука нешто да се изгради, да се направи, тоа да го направиме онака како што треба, за да немаме потоа како општина дополнителни проблеми, доградба на улиците, дополнителна заштита на атмосферски води и слично. Граматиков информираше и докаде е реализацијата на целокупниот проект, поточно она кое што повеќето ги интересира, кога може да се очекува финиширањето на зацртаните активности. Како што може да се забележи од вашите снимки, значи моментално интензивно се работи на довршување со изградбата на улица Осоговска, односно се поставува веќе асфалтот и со тоа практично ќе се заврши уште една од предвидените улици од проектот за изградба на 9 улици и мост. Ова е всушност 6-та улица која што е во тек на изградба и понатаму ќе ни останат уште 2 улици кои што се од спротивната страна на Крива река, тоа се Билинска и улицата кон Дивјанска мала и ќе остане да се доизгради уште мостот на Куковдол. Така е и динамиката која што беше предвидена согласно договорот кој што е потпишан со изведувачот, значи има година дена на располагање да се завршат сите овие 9 улици и мост. Завршетокот е предвиден според динамичкиот план и според самиот договор да биде во април месец 2014 година и се надеваме дека тој рок сигурно ќе биде запазен.
а изведувачот има намера, доколку тоа го возможат временските услови, сето тоа да биде и побрзо, така да може да очекуваме евентуално дека и до крајот на годината поголем дел од работите веќе ќе бидат завршени. Како и да е, иако го оставивме за крај, можеби главната причина поради која првиот човек на општината денот го мина во својден надзор на градежните активности во општината е конечниот почеток на работите за дореализација на две долго очекувани и прекупотребни сообраќајници. Намештаните најдобро им е познато, а сигурно слушнали и преостанатите, дека како резултат на финансиските маки на компанијата Алпине, безмалку 5 километарската делница која ги поврзува селата Конопница и Мождевњак, како и улицата во населбата Скрљава, заглавија на средина. Веќе неколку пати известувавме дека како резултат на ова беше повторена тендерската постапка, па сега предпријатието Граница обрза да ги доврши работите, а на задоволство на сите, тоа деновиве и се случува. Искрено кажам, многу задоволен што гледам дека работите одат во напредна фаза. Мислам дека за скоро време ќе почнеме и со асфалтирање. Она што се случи со овие два патни правца во населба Скрљава и во Конопница, тоа беше од објективни причини. Фирмата која го доби тендерот пропадна, владата распиша, односно Агенцијата за државни патишта распиша нов тендер, избрана е фирмата Гранит. И еве денеска бевме во посета и по село Конопница, еве и овдека гледаме дека работите веќе одат во напредна фаза, се врши до тампонирање на оние места каде што не беше, каде што е тргната тампонот или каде што е тампонот разнесен на некој начин. И овдека во населба Скрљава се поставуваат и вичњаците. Мислам дека работите одат добро и до крајот на оваа градежна сезона во овие две места ќе имаме изградени патишта, така да овдека во оваа густо населена населба ќе имаме пат кој ќе ги поврзува, кој правиме едно кружно поврзување. Ова многу пати сум рекол дека е потреба и навистина сметам дека правиме една убава работа со која оваа населба ја оживуваме со асфалт на луѓето во овие две населби и во Конопница и во населба Скрљава има возможуваме полесен пристап до нивните домови. Сметам дека е на моје задоволство, на задоволство на граѓаните кои живеат овдека, овие патни правци ќе бидат завршени до крајот на оваа градежна сезона. Може да видите дека вистина во Крива Паланка имаме една градежна офанзива каква што можеме слободно да кажеме дека не паметиме од поодамна. Градиме на неколку локации, се градат патишта, се градат регулација на долови, така да еве се со цел да го разубавиме градот, да ги разубавиме патиштата и нормално да им дадеме едно, да им овозможиме пристојен живот на нашите граѓани, да им овозможиме полесен пристап до нивните домови и од нивните домови. Алексовски приликата ја искористи уште еднаш да повтори дека целокупниот проект за поврзување на споменатите две села, како и патот во населба Скрљава, во никој случај не е и не бил под закана и сигурно ќе се реализира. Меѓутоа, со оглед на развојот на настаните околу компанијата Алпине, ќе мора да претрпи мало одолжување. Се првиот човек на градот побара трпение од своите сограѓани, а посебно од локалното население, бидејќи дури во услови на реализација на еден прекупотребен и долгоочекуван голем проект се јавуваат проблеми, некои административни, други поради конфигурацијата на теренот, меѓутоа и такви од табиетот на луѓето. Јас би сакал само да апелирам до сите граѓани да бидат стрпливи и во однос на возењето со нивните автомобили. Нормално дека овие денови ќе биде одежнато и во однос на нивните барања да досалтирате до овдека, да поставите вичњаци оваму, да направиме ова, да направиме. Луѓето мислат дека сега или никогаш и сега е моментот да искористиме ова, мислам дека не е сега моментот, мислам дека само со тоа нешто може да направиме, да ја отежнеме работата, да се помериме од тука или тоа да не го завршиме. На многу места наидовме на проблеми каде што е за квадрат, 2, 3, 5 квадрата, луѓето даваат отпор, не даваат. Јас би сакал само да апелирам да соработуваат, ова што го правиме за нив. Јас дали ќе поминам во годината еднаш и два пати, сепак тие се тие што највеќе ќе треба да го користат и тие треба да се воздржат или да ослободат некој дел од нивниот двор или ако е нивна површината да ја ослободат, пак останува на крајот на криштата нивна, тие пак ќе ја највеќе користат, но сепак да ја направиме да биде убаво и за нив, затоа што тие највеќе ќе ја користат. Доколку се оди според планираното, за неколку денови веќе и тука ќе бидеме сведоци на асфалтирање, а пред да падне првиот снег, луѓето ќе имаат нова и современа улица. По повеќе децении отежната сообраќајна комуникација на селбата Скрљава, Конопница, меѓутоа и голем број други градски реони добиваат услови за достоинствено движење, какви што заслужуваат.
со цел да се унапредат можностите за функционирање, но и имиџот на општина Крива Паланка во изминативе неколку години. Раководните луѓе на градот реализираа бројни проекти од кои посебно се забележителни токму инвестициите и промените во областа на патната инфраструктура. Интензивните запади за градба и реконструкција гарантираат освежување на сообраќајната мрежа, која подолго време се чека.